Фактот дека СДСМ не знае да работи, туку знае само да критикува е очигледен и неспорен. Очигледно е лицемерието кое владее во оваа партија, најпрво критикува, за сега да го прават истото. Двојните стандарди на кадрите на СДС веќе станаа секојдневие и се навлезени во секоја сфера на општественото живење. Таков е и примерот со работењето во јавното предпријатие ИСАР, обвинија пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Актуелниот директор на ЈП ИСАР со висок тон на критицизам ја осудуваше работата на неговиот претходник. Критиките беа насочени не само кон работата, туку и кон количината на стоките набавени со јавни набавки. Имено актуелниот директор на ЈП ИСАР го обвинуваше неговиот претходник за големата количина набавени метли или зошто еден вработен на ЈП ИСАР трошел по 1,2 метли дневно. Почитувани сограѓани, истиот тој за неполни 3 месеци, замислете, повторно набавува метли. Апсурдот да биде уште поголем, новиот директор за 2018 година набавува 8.000 метли. Или да се изразам во негов стил, по 1,3 метри дневно за секој вработен. За спорните метли, директорот на ЈП ИСАР ќе потроши 400.000 денари, а во споредба со неговиот претходен тендер за метли, дури 50.000 денари повеќе пари на граѓаните. Случајот со метлите беше толку скандалозен за СДСМ што повикаа инспекција во јавното предпријатие. Затоа сега се поставува прашањето зарем не треба повторно инспекција да го прочешла јавното предпријатие ИСАР, позочуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Еве го и одговорот со соопштение од јавното предпријатие ИСАР во врска со денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Јавното предпријатие ИСАР работи отворено и транспарентно. Сите постапки за јавни набавки согласно законските прописи се јавно објавени на СЈН. За споменатата постапка за јавна набавка на метли која во тек ВМРО ДПМН се служи со лаги и манипулации. За информација на граѓаните, претходната година се набавени 7.000 метли и се потрошени за 9 месеци, за кои се платени 350.000 денари. Сега во тек е постапката за набавка на 8.000 метли со проценета вредност од 250.000 денари, а не 400.000 денари како што е објавено во јавноста. Исто така би сакале да посочиме дека спроведувањето на постапката не значи и набавка. Набавката ќе зависи од потребите на предпријатието, очигледна е разликата и во количината и во износот. По спроведувањето на постапката и граѓаните и ДПМН ќе ги информираме колку метли ќе бидат набавени и колку ќе бидат платени.